Туристичките работници задоволни, но и изненадени од големиот интерес на граѓаните за патување. По 2 години целосна затвореност поради ковид пандемијата, велат граѓаните со нетрпение ја чекаа сезоната. Најбарани се Грција, Турција и Египет. Мерките се различни зависно од локацијата, но нема ограничувања за видот и периодот на вакцината. Во Грција и Албанија патувањето е без ковид протоколи. Многу сакана дефинитивно Грција. Прв пат се отвара после 2 години, значи мерките се тотално укинати. Не треба се патува потполно исто како што се патувало пред пандемија и сега најнормално. Интересот е навистина зголемен, зголемен, но сето она што се случуваше последните 2 години сега ни се рефлектира како проблем, пошто дефинитивно беа многу кризни годиниве. Покрај Грција, дефинитивно многу барана дестинација на нашиот пазар е и Турција и Египет. Дефинитивно. Тоа доведе до тоа што Турција беше и отворена последниве 2 години за разлика од Грција, па луѓево како ја прифатија онаа посебно Турција познатата понуда на all inclusive, на ultra all inclusive, со чартер летови со ова, и многу луѓе и сега се одлучуваат да ги повторат, да кажам, своите летувања на иста дестинација, сега не мора да значи на исти хотел она. Египет исто има релативно пристојни цени, да кажам, за тоа што нуди фантастични плажи, добро море, исто услуга на all inclusive, на ultra all inclusive. Реално многу е намален интересот, мислам покрај кај нас веројатно и кај колегиви и од контактиве што знам, за Албанија, пошто Албанија беше отворена минатава година, еве годинава е многу прилично баш она намален интересот кај нашиве патници. Инаку, кај сите соседни земји, и не само соседни, еве и Турција, мислам дека за Турција само ПЛФ една форма се пополнува и ова, но сето она што беше како забрани, како вакцини, како рок на траење на вакцина, како не знам трета доза, што ти не беше реално, дека сега е сето тоа укинато. Па после, значи оваа долга пауза, после короната, можеме слободно да кажеме дека туризмот се враќа во нашата земја и во светот. Значи постои голема заинтересираност на кумановчани да патуваат најпосакувани дестинации, понатаму остануваат Грција, нели, нашиот сосед. Потоа Турција, оваа година Турција има посебно голем интерес, Хургада исто така и нова дестинација од оваа година и Тунис. Знаеме сите дека сите земји во обкружувањево ги укинаа мерките, и нашата држава се разбира, за патување во Турција, Хургада и Тунис се уште треба или да си вакциниран или брз антигенски тест за сите лица над 18 години. Се надеваме дека овие мерки во текот на летото ќе бидат укинати, меѓутоа за сега, значи тоа е се уште правило за патување во овие земји, со тоа што нема ограничување на типот на вакцината и на временскиот период од кога сте биле вакцинирани. Туристичкиот сектор беше еден од најпогодените од пандемијата од коронавирусот. Поради мерките и затворените граници, тие беа спречени да ги реализираат патувањата, па како резултат на тоа се затворија и голем број агенции. Ние знаевме дека сме отвориле дупка последниве 2 години у нашето функционирање како туристички агенции. За жал, стварно, и затворија многу наши колеги се под сериозни финансиски терети, да кажам, кредити и така без разлика. Значи, ние имаме дупка отворено. Сега тек гледаме колку таа дупка уствари голема. Сме мислеле дека е малку помала и сега реално последниве 2 години пак ќе кажам, го повторувам пак зборот, не дека сум ја туристички работник, но туризмот е дефинитивно најпогодената гранка што можела да се случи. Не викам, еве угостителите например, да, вред беа погодени, но имаа 50% пад. Туризмот имаше 95% пад, ние немавме производ, ние едноставно не функционира превоз, граници затворени. Мислам, сето тоа окей, ние, еве, баш ни беше драго, нашиве луѓе патува у Охрид, патува у Маврово, патува у Берово, не викам, ама колку се тоа, колку е тоа капацитет, колку ние можеме сите оние енормни трошоци
да ги покриеме со пазарот, со понудава за Македонија. Ланската година патува оние што имаат храброст, така да кажам, оние што сакаат да патуваат, така да за жал се работеше само за некоја сезона од 3 до 4 месеци. Зимово, например, знаете, сите имавме мерки, така да буквално само доаѓавме во агенција, отваравме и затваравме, како резултат на мерките и на пандемијата. Оваа година се надеваме дека ќе ги вратиме туристите и ќе се вратиме на нивото бар пред пандемијата. Туристичките работници посочуваат дека годинава цените за летувања ќе бидат поголеми поради глобалната криза, но велат сепак не станува збор за драстични разлики со оглед на покачувањата на храната, горивата и енергенсите.